детето, а не старецот е тоа кој напредува во животот. Старите луѓе не ги интересира напредок, а тоа што го прави човекот стар не се само годините. Некој со 60 или со 70 години може да има ентузијазам, внатрешна радост и инспирација на дете. Исто така, има луѓе од 17, 18 или 19 години кои немаат тежнение, немаат инспирација, немаат динамизам. Ако момче од 19 години не е во состојба да земе нешто од светот или да му понуди нешто на светот, ако нема интерес за светот и ако чувствува дека ништо не му е потребно од светот, тоа е духовно старо 99 години. Од друга страна, ако некој од 99 години сака да го научи внатрешниот јазик, јазикот на божествената љубов, јазикот на божествениот мир, јазикот на божествената мудрост, јазикот на божествената светлина, тој е дете во духот. Во духовниот живот не ни интересираат земските години, туку внатрешниот порив на поединецот да направи нешто и да стане нешто, да стане Божјо дете. Ако навистина сакаш да станеш дете, треба да почувствуваш дека секогаш постои нешто што може да се научи и дека Бог е тука за да те учи. Во духовниот живот секој ден, секој час, секоја минута и секоја секунда учиме нешто од нашиот Божествен Татко. Ако непрекинато имаш чувство дека учиш нешто во внатрешниот свет, нема да има крај на Божјата божественост што можеш да ја примиш и постигнеш. Ова изводок од книгата Детско срце и детски соништа од Шри Чинмај. Книгата е достапна на нашата веб страница meditacija.mk, како и на книги.mk, каде што може да се погледне и краток изводок од истата, а може да се нарача и преку нашиот Facebook профил и Instagram профил Медитација.